Следува централното издание на Дневникот на К1. Добро вечер, почитувани гледачи. Ова се настаните на денот. Кредитната агенција Фич го потврди ББ рейтингот на Македонија. Преку европски фондови општина Демиркапија до побрз развој. Вчера вечер во Велешкиот театар Јордан Хаджи Константинов Джинот. Премиерно беше изведена представата Ана Комнена. Кредитната агенција Фич го потврди ББ рейтингот на Македонија. Потврдата на рейтингот се должи на добрата монетарна и макроекономска политика. За 2017 година агенцијата смета дека Македонија ќе има економски раст од 3,4%, благодарение на растот на извозот и на јавните и приватните инвестиции. Фич го потврди ББ рейтингот на Македонија. Земјата согласно економските перформанси и резултати заслужува и повисок ранг, но поради политичката криза тие само го потврдуваат рейтингот, наведуваат од кредитната агенција. Според Фич, македонската економија во 2016 година бележи раст од 2,6% од бруто домашниот производ. За 2017 агенцијата смета дека Македонија ќе има економски раст од 3,4%, благодарение на растот на извозот и на јавните и приватните инвестиции. Фич ја оценува фискалната позиција на Македонија како над ББ рейтингот, а јавниот долг како одржлив. Дефицитот на тековната сметка е адекватно финансиран од приливите на странските директни инвестиции. Од агенцијата посочуваат дека денарот е стабилен благодарение на посветеноста на Народна банка за одржување на стабилноста. Благодарение на мерките на Народна банка на Република Македонија зголемено и нивото на депозити во банките, наведуваат од Фич. Како клучна забелешка на агенцијата е дека најголемата закана за македонската економија е пролонгирањето на политичката криза, за која вела дека е тешко да се прогнозира кога ќе заврши. Сепак посочуваат дека фискалната и монетарната политика се поставени на завидно ниво, поради што го потврдуваат кредитниот рейтинг. Преку европските фондови, општина Демиркапија до побрз развој. Градоначалникот Трајче Димитриев вели дека од големо значење е соработката и поддршката од централната власт, но и соработката со Европската унија. Според евроамбасадорот Самуел Жбогар, европските пари помагаат во развој на помалите општини. Многобројните реализирани проекти во општина Демиркапија во делот на подобрување на инфраструктурата, но и локалниот економски развој ја прават општината примамлива не само за домашните, туку и странски туристи. Градоначалникот Димитриев, давајќи осврт на досега реализираните проекти, истакна дека од големо значење е соработката и поддршката од централната власт, но и соработката со Европската унија. Изградба на центар за едукација и вмрежување на туризмот, реконструкција и надградба на домот на културата во Демиркапија се дел од проектите. Изградба на нов мост во должина од 125 метри на река Бошава со пристапни улици во Демиркапија. Спроведување на проектот подобрување на можностите за појавување на пазарот на трудот за лица со потешкоти и на вработени лица. Изградба на плоштад во центарот на градот Демиркапија. Реконструкција на улици во Демиркапија. Изградба на обиколницата на Демиркапија, модернизација на улично осветлување, замена на живини светилки со нов лед светилки. Европските пари помагаат во развој на помалите општини, вели евроамбасадорот Самуел Жбогар, додавајќи дека соработката продолжува и понатаму и дека секој добро издржан проект ќе биде поддржан. Ја посетив делницата која што ќе биде отворена оваа година, исто така финансирана од страна на Европската унија. Градоначалникот исто така спомна реконструкција на зградата која што ќе биде во полза, тоест во корист на општина Демиркапија и ред други проекти кои што ги реализираме заедно. Капиталните проекти продолжуваат и годинава, потенцира Димитриев, а целта е да се развие туризмот во Демиркапија, а општината високо да котира на туристичката мапа.
Градоначалникот на општина Лозово Цветковски во отчетот за сработеното ги најави и проектите кои локалната самоуправа ќе ги реализира оваа година. Да погледнеме кои се тие. Асфалтирање на 10 улици во должина од 3000 метри, изградба на канализација во село Сарамзалино, цевковот и резервоар за вода во село Каратманово, поставување трибини на фудбалското игралиште во Лозово, изградба на училишна спортска сала во основното училиште Методија Митевски Брицо, се само дел од проектите кои општина Лозово ќе ги реализира оваа година. Асфалтирање на 10 улици во должина од 3000 метри и тоа 4 улици во Лозово, 3 во Дурфулија и 3 во Каратманово. Финансирани од владата преку Европска инвестициона, односно EU-IPA грант во вредност од 260.000 евра и од општината 20.000 евра. Изградба на канализација во село Сарамзалино. Финансирано од владата преку Европска инвестициона банка во вредност од 8.700.000 денара. Изградба на цевковот и резервар за вода од 100 метри кубни во село Каратманово. Финансирано од владата преку Европска инвестициона банка. Градоначалникот Цветковски потенцираше дека изработката на урбанистичкиот план е при крај. Тој додаде дека оваа година во општина Лозово планирано е да се отвори подрачна полициска станица и диспензирана канцеларија за издавање на лични карти, пасоши и возачки дозволи, со цел услугите да бидат лесно достапни за жителите. Асфалтирање на локален пат од Милино до Јазла, финансирано од владата во вредност од 167.000 евра. Отварање на подрачна полициска канцеларија во Лозово, која ќе работи по 3 до 4 дена во неделата, и отварање уште на една канцеларија која е за издавање на лични карти, пасоши и возачки дозволи. Изградба на бензинска пумпа во Лозово. Постапката е во тек и истата е при крај. Предвидено е да се изработи план за викенд населби во Лозово за 100 парцели за куќи и викенд населби во Каратманово за 50 парцели за куќи. Привлекувањето на инвеститори и понатаму останува приоритет на локалната самоуправа, рече Цветковски. Македонската дијаспора одсекогаш имала посебно значење за македонската држава. Таа е неоткинливо ткиво од македонскиот етникум. 1,6 милиарди евра на годишно ниво влегуваат во Македонија, како директни средства од македонците кои живеат во дијаспората. Таа бројка од година во година се повеќе расте и помага на економскиот раст во државата. Зборува Горан Торбаков, експерт за дијаспора, во емисијата Отворено за вечерва во 21 часот. Тука има коефициент нели нормално на тие туристички трансфери и така натака, меѓутоа еве да бидеме конзервативни и да земеме само половина од тие 1,6 милиарда, тоа се негде околу 800 милиона евра, кои што се средства директно испратени од наши луѓе кои што се наоѓаат во дијаспората. Дали е тоа за трансфери кои што се за нивните најблиски, или се трансфери кои што се праќаат тука на сметки за реновирање, за плаќање на порези таму каде што имаат домови, има многу луѓе кои што се враќаат овде, прават свадби за нивните најмили. Значи има милиарди примери кои што се причина зашто тоа се случува и во секој случај мислам дека некој кој што може да свати што значи 1,6 милиарда евра или 800 милиона евра од дијаспората, секако е една огромна бројка која што никој во државата не ја занемарува во смисла на потпомагање на економскиот раст на државата и во секој случај таа бројка од година на година Средното стручно општинско училиште Коле Неделковски, домаќин на 40-тиот регионален надпревар по математика. На надпреварот учествуваа ученици од сите средни училишта од Вардарскиот регион, кои на општинските надпревари покажале најдобри резултати. 70 средношколци денеска ги тестираат своите математички способности. Надпреварот се одржа во просториите на Средното стручно општинско училиште Коле Неделковски Велес, кој воедно и домаќин на 40-тиот регионален надпревар по математика.
Целта е учениците да го истакнат своето знаење од областа на математиката, да разменат искуства, но и да се дружат меѓусебно. Ова е шлагот на работата на училиштата на наставниците. Значи овдека сепак се истакнати најдобрите ученици, најдобрите ученици ќе се надпреваруваат на нешто потешки задачи од секојдневното, ќе се согледаат нивните знаења, секако ќе ги пренесат импресиите, знаењата од своите училишта, од своите наставници и со овој надпревар на некој начин сепак ќе се избере најдобриот. Значи, најдобриот ученик не мора да биде од поголем или помал град, нели поголема или помала општина. Идејата е сепак од целиот тој регион да се види кој е најдобар и секако тие продолжуваат понатаму на државни надпревари. На надпреварот учествуваа ученици од сите средни училишта од Вардарскиот регион, кои на општинските надпревари покажале најдобри резултати. Надпреварот траеше 90 минути, а учениците решаваа задачи кои беа подготвени од Комисијата за надпревари при Сојузот на математичари на Македонија. Најдобрите од надпреварот ќе се надпреваруваат на државно ниво. Вчера вечер во Народниот театар Јордан Хаџи Константинов Џинот премиерно беше изведена представата Ана Комнена. За прв пат на сцената од Велешкиот театар се одигра представа од византиски карактер, каде пред се истакна феноменот на власта, моќта на жената и загубената верба во Бога. Представата Ана Комнена вчера вечер на сцената од Велешкиот театар Јордан Хаџи Константинов Џинот ја доживеа својата премиера. Публиката имаше можност да ужива во представа која го преиспитува историскиот контекст и феноменот на власта, моќта на жената и загубената верба во Бога. За време на представата владееше црковна сахрална тишина, каде публиката се соживеа со ликовите и дејствието на представата. Мислам дека публиката уживаше вечерва во самата изведба и дека на секоја наредна изведба ќе станува представата уште по-добра и повоиграна и дека глумците дадоа неверојатен максимум и не само глумците, туку и целата техничка екипа на нашиот театар и соработниците направија вончовечки напори за една голема и комплицирана представа која на публиката и даде можност да види еден спектакл во нашиот театар. Ова е представа за вербата и за Бога, рече актерот, а воедно и режисер на представата Васил Зафирчев. Ана Комнена не е историска драма, ниту драма на историјата, туку современ драмски прочит. Секогаш кога ќе се зафатите со тема која опфаќа историски контекст, мора и да го оправдате тоа. И преку костимот, и преку сценскиот простор, и преку актерската игра. Иако се разбира, ова не е историска драма, ниту драма на историјата, ова е еден современ драмски прочит на една лична драма, на една византиска принцеза, во која апсолутно може да се препозна и секоја една жена од современото општество, затоа што родовото устројство кое постоело во 11 век во Византија постои денес. Главната улога во представата ја толкуваше актерката Кети Борисова. Според неа, Ана Комнена е најголемиот воин во борбата за добивање на нештата со право, што следува по природен пат, а низиното најсилно оружје е тоа што е апсолутна жена. Се посветив многу и мислам дека заслужуваше. Само тоа можам да кажам. И дека го посакувам на секој актер да го доживее. Навистина ова е како исполнување на мојата актерска желба. Ана е тоа. Со премиерата на представата Ана Комнена, театарот Јордан Хаџи Константинов Џинот ја отвори и новата сезона. Американската фондација Heritage испорача уште едно признание за успешните економски политики во Македонија. Недобрата оценка во извештајот на Heritage е за ниските даноци 91,9 поени, а над просечно бодување Македонија има и кога е во прашање долгот, што значи дека надлежните внимателно управуваат со јавните финансии. Во споредба со 2006 година Македонија има направено скок од 47 места. Светска банка во својот последен Doing Business извештај за 2017 година ја смести Македонија во најдобрите 10 во светот и првите 5 во Европа, според условите за водење бизнис. Вести од Македонија во продолжение.
Очигледно е дека сведочиме за една фаза во која односите се редефинираат на глобално ниво. Тука главното прашање се поставува за тоа колку Европа е способна да се соочи со новиот тип на безбедносни предизвици, пред се поврзани со тероризмот и со глобалниот баланс на силите. Според укажувањата на најголем број на пратеници од Европската унија, не можеме да кажеме дека Европа е целосно подготвена за оваа промена, односно дали Европа може да се прилагоди на промените што се случија по Брекзит, изборот на Доналд Трамп за претседател на САД, кризата во Украина и руското инволвирање во војната во Сирија, вели во изјава за МИА министерот за надворешни работи Никола Поповски, кој учествува на безбедносната конференција во Минхен. Република Македонија и балканските земји, каде според Поповски најмногу би се почувствувале последиците од неуспехот европскиот континент да се справи ефикасно со новонастанатата ситуација, својот успех го должат на сопствениот капацитет сами да ги решаваат своите проблеми и да ја намалат зависноста од Брисел во чекорењето напред. Тој истакна дека две работи се клучни за нашиот успех во Европската унија: да се свати дека Македонија и балканските земји се фактор на стабилност и предвидливост на Европа. И она што ние треба да го покажеме во регионот е поголем капацитет сами да ги решаваме проблемите, да имаме многу помала зависност, некој да треба наместо нас да действува, да ни помага и да не движи напред. Конечно тоа ќе биде најсилен аргумент за час поскоро да се актуализира прашањето за задоцнато членство во НАТО и уште повеќе за неопходен почеток на преговорите со Македонија за членство во Европската унија, истакна Поповски. Тој на Михенската безбедносна конференција учествува на покана на организаторот, германскиот амбасадор Волфранг Ишингер. На маргините на настанот Поповски имал средба со повеќе министри за надворешни работи на земји членки на Европската унија и НАТО. Во јануари и февруари годинава пријавите масовно се доставуваат годишни извештаи, ДДВ, завршни сметки, а со добра динамика се одвива и доставувањето на годишни даночни пријави. Добра е наплатата и на даноците, затоа што со пријавувањето и поднесувањето на пријавите, даночните обврзници си ги плаќаат обврските, соопштуваат од Управата за јавни приходи. Според законската регулатива, лицата кои оствариле приход над 1 милион денари во текот на една календарска година треба да се регистрираат за целите на ДДВ. Законот е дециден и во овој сегмент нема измена од неговото донесување во 2000 година, појаснуваат од УЈП. Законот не познава дали сте правни или физички лица за да се регистрирате и да бидете обврзници за ДДВ. Добро е кажано во кои услови и по кој однос на приходи треба некој да стане обврзник за ДДВ и што се подразбира под стопанска дејност. Само во случаите кога има стопанска дејност која во континуитет се извршува и ако се надмине прагот на износот за ДДВ, само во тој случај се врши регистрација за ДДВ обврзник. Од Управата за јавни приходи појаснуваат дека секое правно или физичко лице пред регистрирање на фирмата треба да се информираат за правата и обврските кои се јасно прецизирани во законот. Во силна бура која ги зафати јужниот и централниот дел на Калифорнија, проследена со ветрови, порујни дождови и големи снежни врнежи. Животот го загубија 2 лица. Невремето предизвика поплави, а над 10 летови се откажани на аеродромот во Сан Франциско. Следуваат вестите од светот. Силна бура наречена Луцифер ја зафати Јужна Калифорнија, предизвикувајќи поплави и други проблеми, а над 10 летови се откажани на аеродромот во Сан Франциско. Пожарникарната служба на Лос Анџелес соопштила во петокот дека во некои делови на градот дошло до прекин во струјата, како и дека едно лице е повредено. Бурниот ветар во тој град, како и во Санта Барбара, соборувал дрвја, пренесуваат агенциите. Властите на Јужна Калифорнија апелирале до граѓаните да ги напуштат областите северозападно од Лос Анџелес на кои им се заканува силна бура. Сите ќе бидеме посилни ако заедно действуваме, порача германската канцеларка Ангела Меркел на собирот на безбедносната конференција во Минхен, на која присуствува и американскиот подпредседател Майкл Пенс, нагласувајќи ја потребата од зачувување и јакнење на мултилатералните структури, како што се ЕУ, НАТО и ООН.
Германската канцеларка изрази цврсто уверување дека е вредно да се бори за заеднички меѓународни мултилатерални структури и дека е потребно тие да се подобрат. Односите на Европа со Русија и понатаму се полни со предизвици, но е многу важно да се соработува со Москва во борбата против тероризмот. Заедничката борба против исламскиот тероризам е област во која имаме исти интереси и можеме заедно да действуваме, нагласи Меркел. На безбедносната конференција во Минхен се обрати американскиот потпредседател Майкл Пенс, кој порача дека новата администрација на САД ќе го поддржи НАТО и ќе застане покрај Европа, а истовремено бара и нови начини за соработка со Русија, но продолжува да ја повикува Москва на одговорност во врска со украинската криза. Во првото важно надворешно политичко обраќање во име на администрацијата на Трамп, Пенс ги предупреди сојузниците во НАТО дека мора да дадат превични придонеси за да ја поддржат алијансата, нагласувајќи дека многумина не се на јасен или убедлив пат кон таа цел. Исто така тој истакна дека Русија мора да ги почитува мировните преговори од Минск и да го намали насилството во источниот дел на Украина. Околу 1500 мексиканци, формирајќи жив зид, протестираат поради плановите на американскиот претседател Доналд Трамп да изгради зид долж границата на САД со Мексико. Рака за рака ние го покажавме националното единство кое не прави разлика меѓу луѓето, изјавија мексиканскиот сенатор Армандо Риос Питер, кој присуствуваше на протестот заедно со други политичари и студенти. Живиот зид беше формиран покрај реката Рио Гранде во близина на градот Сиудад Хуарес. На протестот учествуваше и градоначалникот на Ел Пасо, град во американската држава Тексас. Трамп претходно изјави дека изградбата на зидот долж границата ќе започне за неколку месеци и дека САД очекува парите за изградбата да бидат вратени од Мексико. 214 милиони долари помоши се потребни на Украина. 1 милион деца од источниот дел имаат потреба од итна хуманитарна помош, предупредува УНИЦЕФ, додавајќи дека за една година нивниот број двојно се зголемел. Агенцијата на ООН наведува дека поради конфликтот во Украина 1,7 милиони лица ги напуштиле своите домови, а илјадници деца живеат во области кои се мета на гранатирање, додека 1/5 од училиштата во источниот дел на земјата се оштетени или уништени. ООН соопшти дека 3,8 милиони украинци имаат потреба од помош поради конфликтот. Според планот на Светската организација за оваа година на Украина и се потребни 214 милиони долари за помош, а од таа сума досега се собрани само околу 3 милиони. На кошаркарскиот Лимак куп на Македонија, Фени Индустри го совлада тимот на Охрид со резултат 112-69. Кошаркарите на Малинков од почетокот до крајот на мечот го диктираа темпото на играта и заслужено стигнаа до триумф со огромна предност од 43 коша. Следуваат вестите од спортот. Лесна и убедлива победа на Фени Индустри над Охрид од 112-69 во вториот четвртфинален надпревар од Лимак купот на Македонија. Кошаркарите на Малинков од почетокот до крајот на мечот го диктираа темпото на играта и на крајот заслужено и очекувано стигнаа до убедлив триумф, остварен со огромна предност од 43 коша. Со добра одбрана и брза трансформација, домакините од минута во минута го зголемуваа водството за на крајот да стигнат до предност од огромни 112-69. Одигравме една утакмица на високо ниво, дававме 112 коша, неочекувано, али мислам дека одлично одигравме како во напад, така и во одбрана. Имаме некои аномалии кои што треба да ги подобриме, али тоа е понатике во натамошниот дел на преварувањето. Пласман во полуфинале, не е голема, не е мала работа. Се покажавме одлично, го постигнавме нашата цел. Го победивме над преварот со голема разлика, ги заштедивме клучните играчи и нашиот фокус уште од почетокот на купот беше полуфиналето со МЗТ или Кожов. Очекуваме МЗТ и не се плашиме од предизвикот. Уште кога излековме Фени во ждепката дека тие се апсолутни фаворити, ми имаме некои пермутации во клубот, значи се менуваат странци, не напуштаа 4 играчи, ни дојде еден играч и
Мислам надпреварот си покаже дека квалитетот превагнува кај Фени, тоа е тоа. Фени индустрија беа подобри во овој надпревар, меѓутоа не е правата слика на крајниот резултат, крајниот епилог. Мислам дека не би требало така да изгледа. Голема разлика, си има свој ден кој ние го немавме. Најтрофејниот кошаркарски клуб во Македонија Работнички го мина првото скалило од Лимак купот. Центарците го совладаа Куманово со 87 спрема 81 и се пласираа во полуфиналето каде ќе се пресметаат со Карпош Соколи, кои во првиот четвртфинален надпревар беа подобри од Вардар. Па мислам дека објективно овие две екипи беа некако денеска најдедначени и највише се очекуваше од нив. Мислам као интерес за гледање. Мислам дека имавме голема желба денеска да победиме и го покажавме тоа, иако игравме без Илиевски, кој што многу значи за нашата игра, се биде и тоа на крајот. За малку можевме да прокоцкаме победата, затоа што и Мираковски и Николич направива по 5 фаули. Ние немаме тука измена објективно, другите млади играчи премногу се млади за да имаат немаат играно вакви надпревари и можеше да дојде надпреварот во прашање. Пред сега кажам, беше многу тешка утакмица, неизвестна при крај беше. Тепавме, немаме многу играчи за ротација. Тешки беа Куманово, имаат добри играчи на секоја позиција, тешко ни беше. Се справивме добро. Сега гледаме да одмориме утре, не чека полуфинале, исто тешка утакмица против Карпош Соколи. Тие се стварно добар тим. Ќе покажеме се најдобро да тепаме против Карпош Соколи. Не бевме присебни, не бевме концентрирани, доста денеска концентрацијата не ни беше поека страна, значи доста осутни играчи. Имавме проблеми и со повреди, значи сред утакмица, уште прва четвртина се повреди Цане. И мислам дека имавме проблем со ротација второ по време. Играчите што изиграа стварно се изморија, значи дадоа се од себе, не беше доволно. Али тоа е спорт која ќе почне да се работнички искусно вака така лошо, кој ќе се разигра на добрите играчи, после тешко се игра со нив. Во овие надпревари, на некој начин куп надпреварите и плейоф надпреварите, не е битно кој е појак, кој има повеќе играчи или кој има повеќе финансии во клубот, него едноставно психолошката работа и мотивираност и желбата се клучен предизвик за тоа. Екипата беше на Работнички помотивирана, подобро го отвори надпреварот, ги погодија тие први неколку шутеви, кај што скоро секој играч погоди по една тројка и после фактички многу полесно се игра. Скоро цело време беа во предност. МЗТ Скопје е последниот полуфиналист во Купот на Македонија откако славеше во четвртфиналето против Кожув со 83 спрема 72. Металците рутински обезбедија место меѓу 4 најдобри на турнирот во Кавадарци. Денеска имаме променливо облачно време. Температурата достигна до 14 степен. Утре и во понеделник ќе има благо опаѓање на дневната температура, која ќе биде во интервал од 5 до 12 степени. Графичкиот приказ во продолжение. Почитувани гледачи, јас ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна вечер. Пријатно.